Дали има прашање? Повелете. Дали очекувате датум за старт на преговори ова лето и како коментирате најавата на премиерот за враќање на мандатот ако нема датум за преговори? Видете, Република Македонија заслужува да добие датум за преговори затоа што има 10 последователни позитивни препораки од Европската комисија. Тоа не е заради премиерот Зоран Заев и навистина ќе биде жално доколку Република Македонија и граѓаните не добијат датум за преговори летово и тоа уште еднаш ќе покаже неспособноста и незаинтересираноста на владата на Зоран Заев и на СДСМ да ги спроведат сите реформи кои што се суштински, кои што се клучни за добивање на датумот за преговори со Европската Унија. Видовме дека сите оние негативни работи кои што се конкретно во последниот извештај потекнуваат директно од неспособноста на владата на Зоран Заев. Околу враќањето на мандатот, ние подолго време тоа го говориме, веќе 2 години наназад и уште еднаш се покажува и докажува дека Зоран Заев е неспособен како премиер и не може да Република Македонија да оди напред со неговото владење, туку оди само назад, тоне. Се гушиме во криминал, се гушиме во корупција, економијата е крахирана, нема ниту едно поле каде што напредуваме. Така да што побрзо Зоран Заев си отиде од владата на Република Македонија, толку подобро за граѓаните. Уште едно прашање, денеска од кабинетот на Пендаровски излезе став дека тој ја поддржува иницијативата на неколку помали политички партии за измени во изборниот законник со кој што би се овозможило пропорционален изборен модел со отворени листи и евентуално намалување на бројот на изборни единици, како е ставот на ВМРО-ДПМН, бидејќи е практично најголема партија. Видете, како најголема партија ние поддржуваме секаква дебата на било какво прашање во Република Македонија, поготово за изборен модел кој и тоа како големо прашање. Нека се покране иницијативата и во собрание, органите на партијата ќе заседават и веднаш потоа ќе излеземе со конкретен став кои се позитивните, кои се негативните мани на тој модел и ќе го кажеме нашиот краен став како ние ќе се поставиме. Благодарам.